Ден без смеење е залудно потрошен ден, смета Чарли Чаплин, еден од најславните комичари на сите времења. Вообичаено во време на тешки ситуации, тешки времења, сите ние преку хуморот и сатирата се обидуваме да се справиме со проблемите кои што не напагаат. Денес во Приказна правиме приказ на хуморот и сатирата со цел да внесеме една друга нишка во нашето секојдневие. Останете со нас. Светот обстанал затоа што се смеел. Ова како мото може да го најдете во нашето соседство во Бугарија, а ние ќе го искористиме како мотив да направиме едно пловење низ времето со цел да ги забележиме најинтересните комични моменти во историјата на хуморот и сатирата. Уште во антички Рим хуморот бил препознаен како атрактивна алатка за привлекување на публика и како моќно оружје против опонентите, а мајстор на шегата во тоа време бил Цицерон, кој го усовршувал говорништвото и во своите беседи користел значителни дози на хумор во обид да ги развесели слушателите и да ги освои нивните симпатии. Хуморот и сатирата се литературни средства, жанр од литературата, кои со своето делување можат да отрезнат одреден број на луѓе. Сатирата поготово. Сатирата е општо прифатено дека се работи за критика на постојното, со тоа што добриот сатиричар секогаш пронаоѓа добра група на луѓе, добра група на квалитети кај луѓето што ги критикува. Кога викам доброто под наводници да го сватите, затоа што елиминирањето на сите негативности во едно општество може да допринесат во голема мерка за подобрување на условите за живеењето во тоа општество, а тоа значи дека и на задоволство на луѓето кои живеат. Смислата за хумор е моќна карактерна особина на голем број личности кои оставиле печат на времето во кое живееле. Францускиот писател и филозоф, големиот ум Волтер, важел за исклучително духовит човек, кој ја критикувал нетолеранцијата, религиската догма и француските институции, поради што често бил мета на тогашните власти. Поради еден сатиричен стих, известно време од својот живот, овој просветлител го поминал во затворот Бастилја. Но поради смислата за хумор, секогаш бил омилено друштво не само на француската елита, туку и секаде во Европа каде што живеел. Еден од авторите на Декларацијата за независност на САД, Бенџамин Франклин, американски државник и дипломат, благодарение на својата духовитост, станал омилен не само меѓу своите сограѓани, туку и преку океанот. Неговите афоризми, шеги и досетки се пренесувале од уста на уста, како низ аристократските салони и градските ресторани, така и низ работничките пивници во Париз и Лондон. Една од неговите мудрости е онаа дека треба да се држиме сложно заедно, ако не сакаме да висиме сите одделно. Уште еден генијалец на своето време, британскиот премиер во средината на минатиот век, Винстон Черчил, имал брилијантен ум со кој на шеговит начин им пристапувал и на најсериозните предизвици. Па зрелоста во сатирата зависи од квалитетот на сатиричарот. Значи, не може секој да биде сатиричар, оној што ќе искритикува некој државен елемент, председател или премиер, да искритикува министар или нешто што се случува, дека тој едноставно мора да биде насочен кон тоа да ги критикува состојбите во општеството и да ги критикува карактерите на личностите кои раководат со општеството. Добар афоризам е оној афоризам кој може да се преведи и да се пласира во сите земји, а да значат нешто. Полно пати луѓето од незнаење преземаат некој афоризам да го прочитаат и тоа што ни помислуваат дека тоа е создаден само за ова време за денес. Добар сатиричен афоризам екзистира во сите времења и на сите простори. Хуморот е главна одлика на народните преданија на многу народи. Присутен е во речиси сите видови народни приказни, басни, бајки и анегдоти. Од морално-социјална гледна точка, хуморот имал две функции: да ги истакне недостатоците на повластениот општествен слој и да ги одбележи општите недостатоци на човекот. Во првиот случај, кога хуморот се однесува на судирот меѓу послабите и посилните, хуморот е најчесто помешан со сатира. Во вториот случај, хуморот е насочен кон одделни карактерни особини на луѓето. Мислам дека социјалните мрежи даваат голем простор за хумор. Ако до пред некоја година хуморот беше само во одредени емисии што имаше малку во нашиот етер, сега веќе секој може да го искаже своето, што е добра од работа од една страна, затоа што се појавуваат
се појавува свежина, за разлика од емисиите може да си актуелен во сотекот на настаните. Нормално тој има и своји нуспојави како што е говорот на омраза и слично. Но сепак мислам дека има голем простор, посебно например во Србија, каде што веќе тој интернет хумор зазема и на YouTube, и на Instagram, и на TikTok големи размери, имат голема публика. Моментот кога политичарите ќе почнат да осваќаат хуморот како нивен непријател е моментот кога ќе почнат да паѓа, затоа што тој не може да се сопре, ако го нема на социјални медиуми, ќе го има меѓу луѓето. Имало хумор и за Сталин, имало и во најтешките и за Хитлер вицеви времења и многумина го гледале така. Мислам дека до високите политичари воопшто не стига овој народен хумор, затоа многу поопасни се нивните поданици и ботови, кои во желба да се искажат пред партијата, пред лидерот, се спремни да ги бранат нивните зборови и со закани, и со уцени, и со разни ниски удари. Кај нас смисла за хумор може би имаше само Амди Бајрам, Лесна му земја. Мислам дека и тој самиот се чудеше дока и дотурка со политиката, едно време беше фактор дали ќе остане ВМРО или СДС на власт. Мислам дека другите немаат многу смисла за хумор, затоа што немам слушнато никој да се шегува на своја сметка, што е голем минус, а тоа го прави нашето општество кое е конзервативно, па нема да го свати сериозно политичарот, а нашите политичари се сваќаат доста сериозно, иако сме држава каде што во Кина би клале председател на куќен совет наместо да се замараат. Хуморот представува тенденција на определено когнитивно искуство да предизвика смеење и да обезбеди задоволство и забава. Луѓето од сите возрасти и култури реагираат на хуморот, а актерите кои ја имаат улогата да не смеат велат дека токму комедиите им се најголемата одговорност, иако за окото на гледачот тоа изгледа лесно и едноставно. Комедијата е најтешка за работа, затоа што почива на многу прецизна математика. Таму секоја реакција, секоја реплика, секој еден однос мора да е многу точно, многу прецизно изграден. Таму нема можност. Во драмата може и вака, може и онака, затоа што драмските формати трпат валери. Комедијата не. Комедијата бара точност, прецизност, точен шлагворд, точна реакција. И затоа е и најтешка. Но затоа пак ефектот кај публиката што го прави е најсилен, затоа што публиката се врзува на тоа. Особено во едно време, не време, кога хуморот дава оптимизам, дава верба во подобро утре, во подобар живот. Непосредни, исклучителни, сестрани, но покрај се одлични луѓе и вистински професионалци. Денес во приказна разговараме со Васил Зафирчев и Драгана Левенска. Драгана со улогата на Благородна во 5-тата сезона се придружи на екипата од серијалот кој изминативе години е светло во македонскиот медиумски простор. Конкретно кога треба да зборувам за себе, јас никогаш не сум се гледала како актер за комедија. Иако, например, многу пати кога ме гледал некој од страна, скоро спротивно од тоа биле коментарите. Конкретно за улогата во Преспа Благородна, тоа е улога која што генерално и одговара на мојот сензибилитет и тоа е многу важно кога се работи посебно за филм или за ситко како што е Преспа. Успеавме да подигнеме малку повисоки македонски стандарди кога играната продукција во прашање, а за тоа несомнено говори тоа фактот што имаме веќе 5 сезони, повеќе од 120 снимени епизоди. Тоа е секако големо искуство и за нас како актери, голем предизвик да живеете толку долго со еден лик. Нас ретко тоа не се случува во театар. Да играме во представи кои така долго живеат на репертоар, па ви даваат можност да ја градите улогата и понатаму низ тие средби со публиката во тој долг временски период. Нашиот народ сака хумор, сака да се смее и се што е создадено од душа и со многу љубов, знае да го препозна и веднаш да го прифати.
Да ви кажам искрено, јас прво многу се изненадив од фактот што навистина многу се зборуваше и се пишуваше за таа епизода. Јас не очекував. Прво бев изненадена колку многу е гледана серијата Преспав. И тука се и самите карактери на Марио, на Талат, на Коста, Ула. Едноставно, тоа се создадени ликови уште од првата сезона на Преспав, кои што се, ајде да не кажам, на една ивица на совршеност. И навистина е големо задоволство, посебно во ова време, кога некој човек или поголемо мнозинство на народ ќе насмееш. За самиот ефект на психоемотивно прочистување што гледачот го доживува, дур се смее со една добра комедија, со еден добар ситком. И ми се чини дека тоа е тоа што придонесе голем дел од гледачите така драматично, страшно и тажно да го доживеат крајот на сезоната, или со тој пожар во кој гори Преспав и кој отвара една енигма што понатаму ќе се случува и како понатаму ќе се развива Преспав, секако не го знаеме ни ние тоа како актери. Се уште нема официјална потврда дали, кога и како ќе се продолжи со серијалот и во која насока, но јас се надевам дека ќе продолжи да живее Преспав. Убаво е чувството за еден актер кога креира нешто. Посебно кога знае дека создава нешто добро и дека тоа ќе има некаков фидбек. Мене прв пат ми се случило нешто што работам да добијам толку голем повратен одговор. Јас стално се шегувам, викам благородна ми е како да ми е прва улога. Пред нас се месеци кои ќе не исправат пред нови предизвици, но со смеа и хумор, како и разбирање, ќе излеземе победници од се. Историјата е навистина мајка на знаењето и таа многу често не поучува дека овој тип на кризи човештвото ги преживувало многу пати досега. Да се посветиме на она што ние можеме да направиме, на она што од нас лично зависи, да се посветиме на тоа да одржуваме добра, позитивна мисла, убава вибрација, да се обкружиме со такви луѓе, да гледаме такви телевизиски формати, да читаме такви книги. Навистина не ни треба енергија која што ќе не спушта во вибрацијата на стравот и неизвестноста, затоа што стравот е опасен затоа што ве блокира. Јас се надевам прво да се заврши се ова што не снајде сите и после тоа чекор по чекор да почнеме полека да се враќаме во тоа старо време или како да го наречам, затоа што јас не го прифаќам ова ново нормално, затоа што мене ова не ми е нормално. А до тогаш, само насмевки и многу повеќе хумор во вашето време, поминато пред телевизиските екрани, наспроти се друго што ни се сервира во последниве години. Смеењето е лек за душата. Не попусто го кажуваат ова, затоа што смеењето, освен што не лекува, не прави поопуштени, во исто време не прави и поубави. Дали секој човек е духовит? Одговорот на ова прашање ќе го дознаете во истражувањето кое што следи. Психолозите сметаат дека секој може да биде духовит. Во психолошка смисла тоа значи дека лицето кое развило смисла за хумор уме и негативните ситуации да ги согледа со ведрина во душата, да се ослободи од напнатоста и да направи грижите и проблемите кои не преокупираат да изгледаат помалку страшно. Духовитоста е своевидна менливост на духот, способност да се мисли надвор од вообичаените шеми и тоа на позитивен начин. Се смета за особина на личноста која не е дадена со датумот на раѓање, туку дека се развива. Психолошките студии покажале дека луѓето кои можат да се шегуваат на своја сметка имаат повеќе самодоверба и дека се посрекни. Сите ние грешиме и не сме секогаш во право. Личноста која умее да се пошегува на своја сметка, всушност покажува дека е свесна за својата грешка, што е прв чекор за излегување од неа. Па видите, сега обичниот човек се смее на собствена сметка, ама тежината на сатирата како литературен род произлегува токму од тоа што некои високи функционери, високи луѓе на високи позиции не успеваат тек така да се насмеат со широка насмевка, затоа што они идат по варијантата, тоа ние го откриваме дека на кој му е мувата на капата, тој си ги има тие проблеми. Инако човек зрел, кој човек својата функција си е сватил сосем одговорно,
нормално е дека ќе се насмее на сатирата, а целта на сатирата е токму тие луѓе да прочитаат што е тоа негативно во тие колективи нивни кај што се, да можат малку да се поправат. Мислам дека во овој момент има во Македонија капацитети меѓу функционерите, затоа што на моите афоризми што ги имам и наградиве што ги добијам, последно време ми се појавуваат многу политички личности кои ми честитаат или за наградата или за прием во Московскиот афористичарски круг, што значи они читаат, гледаат и јас сум позитивен во тој смисол. Поради брзото темпо на живот, неизвестноста, трката по заработка, а особено последнава година откако живееме во големата ковид криза, луѓето имаат се помалку причина и сила за смеење. Има луѓе што прифаќаат хумор и на своја сметка, ама мислам дека повеќето македонци не прифаќаат шега на своја сметка. Сите балкански народи имаат, и македонцеве богами, што се чита сега на интернет, има. Па да, дефинитивно имаме смисла за хумор, што друго ни преостанува. Станавме нација рекордер по консумирање на антидепресиви. Од друга страна, имаме квалитетни хумористични емисии, шоуа, а благодарение на голем број неуморни креативци и социјалните мрежи, хуморот денес е лесно достапен речиси за сите. Ни треба ударна доза на хумор за полесно да го пребродиме секојдневието, а тоа е нешто што не можеме да го добиеме во аптека, ниту со рецепт. Овој наш приказ на хуморот во приказна ќе го завршиме со цитат од една мудрост која вели: сите луѓе на светот се смеат на ист јазик. Хуморот најчесто и сатирата се присутни во тешки времења. Еве, пандемијата покажува дека сме во некое тешко време, но ми се чини дека хуморот и сатирата малку недостасуваат. А каде недостасуваат? Па недостасуваат во нашето секојдневие, преку медиумите. Театрите се затворени за жал, за да можат да бидат место каде што народот ќе најде своја удишка. Видете, хуморот е присутен сегде околу нас, затоа се прашувам каде. Ние, например, у друштвото кое што се дружиме, јас секогаш и у време на пандемија хуморот не ни фали. Предпоставувам дека прашањето се однесува на медиумите, на тоа. Па за жал фали не само во медиумите, него не само хумор, него фали воопшто било каква игра на програма на телевизииве наши. А иначе тие што се луѓето што се духовити и креативни, они ќе најдат начин како да го искажат својата духовитост или не знам како да ја наречем. Денеска со овие социјални медиуми и така натаму, новите медиуми, целиот тој environment, и на Твитер и по социјалниве мрежи други, многу лесен начин има да се изрази човек ако е креативен, така да има смеење, само треба да знаете кај да побарате. Така е. Јас пак ќе се вратам на телевизијата како формат, односно како медиум. Често пати сите ние сме сведоци дека поприсутни се серии за разлика од квалитетна телевизиска програма. Како се доведовме до таа ситуација со оглед на тоа дека ние знаеме наназад и периоди кога сме имале различни формати на телевизиски содржини? Мислиш на квалитетна програма, а не на турскиве, пошто и турскиве се прилично квалитетно направени. И тие се квалитетна направени, програма. Добро, не реков само турски, зборувам за серии. Да, тоа е многу комплексно прашање, убаво ти е прашањето, ама за жал кај нас во Македонија многу малку има реално емисии што се продуцираат. Телевизиите не инвестираат во продукција, поисплатливо им е да купат готови, проверени, да речем, турски серии кои што им се докажени кај публиката. Најголем проблем кај нас ми се чини дека е таа јазична бариера што ја има, зашто да ја снимиш било која серија или епизода исто кошта и во Србија, и во Турција, и сегде, со тоа што тамо пазарот на кој што ја продаваат е многу поголем овде. Веројатно не им се исплати. На телевизиите им е скапо тоа што треба да го платат, ние што треба да произведеме ние малку и не знам, малку по малку натаму оди. Сега, меѓутоа факт е дека телевизиите не треба да спијат, него треба да вложуваат у таа работа за да има некаков прогрес. Гледам сега со актуелниве проблеми што ги имаме со Бугарија, да речем, сите се загрижија за јазикот
јазикот македонски, а никој не вложува во продукција на македонски јазик, пошто тоа е тоа што останува на крајот на краиштата. Книги, представи, емисии, играни серии, филмови и така натаму. Ова не е многу смешно се, ама малце завлеговме у друга. Така е. друга тема. Доколку Бранко беше режисер во моментов, во кој жанр ќе го сместеше она што сега ни се случува како општество? Не мора да си режисер тоа. Не знам, не сум размислувал. Некоја социјална драма, така полутрагична со смешни моменти. Креативци во Македонија имаме многу, можеме да забележиме еве барем по дигиталните медиуми дека се појавуваат особено кога треба да се истакнат низ некакви хумористични забелешки. Што ни недостасува за да хуморот го издигнеме на едно друго ниво во поглед на неговото позачестено општествено присуство? Вики, многу тешки прашања ми поставуваш вака. Ја не знам дали сум стварно компетентен за да кажам што ни фали. Ја можам да кажам од аспект на што ни фали за да се произведе некоја емисија телевизиска хумористична од типот, не знам, на К15 вчерашни или Зевзекманија, Преспав има сега, као ситком се води и така натаму. Креативни луѓе има многу, професионалци имам, фала Богу, пак ќе ти речам, недостасуваат финансиска конструкција што може да се затвори за да може да се произведуваат. Сите зборуваме на различни начини, но се чини дека смеењето е единствениот јазик на кој што сите еднакво се смееме. Без разлика дали се смееме гласно, тивко, во секој случај се смееме сите на еден ист јазик, така да го наречам. Не сте размислувале да пробате вашите проекти да ги изведете некаде надвор од Македонија? Ние може да се смееме на сите јазици, ама кога збориме, они не разбираат. Па повторно ќе кажам, за жал таа јазична бариера што имаме со македонскиот јазик не ограничува доста. Баш правев некоја анализа на некои видео од YouTube-от што не гледаат. Доста не гледаат од Србија, гледам, од регионов, дали се тоа наши што живеат таму или не верувам, пошто прилично е голем процентот, и наши иселеници. Да речеме, доволно да беше барем на некој од овие бившо југословенски јазици, сега да не ги српски, порано ги викавме српско-хрватски, сега сите се посебни. Таму веќе имаш 20 на милиони пазар и диаспора голема и така натаму. Овде кај нас, за жал, некој лимит од некој 2 милиона преку сила може да не гледаат. Така да, ние сме имале обити со К15 и со све да искочиме на други пазари. И имавме многу добра соработка, да речем, у 90-тите години со Белград. Имавме обид, пуштивме таму експериментално еден циклус од 30 епизоди, кој што многу добро помина, и кога требаше да склучиме договор, се деси бомбардирањето на Белград, на Србија, и така да сме имале некои понуди на времето за Турција, ама не, мора да го знаеш јазикот и Хуморот бара еден друг начин на... Па барем она ние што го работевме, за да бидеш да се бавиш со актуелни работи. Сведоци сме на битката со дезинформациите. Сатирата исто така често пати се наоѓа на границите на дезинформациите, затоа што имаме ситуации кога луѓето сатирични вести ги прифаќаат како вистински. Дали вас ви се случило некој ваков проблем? Како не ни се случило? Ова е глобален проблем, не е само кај нас. Значи, сега со овие фейк ньюс или више, како да ги речам, непроверени информации кои што секој може да ги искаже, да напише, да направи, стварно прават голем проблем. Мислам, ние тоа го гледаме кај нас, меѓутоа тоа е глобален проблем секаде. Така да, што знаме, например, ние на нашата страна на вчерашни новости споделувавме, иако е декларирана дека се Onion News или измислени, не знам што, доволно е наслов да го видиш, луѓето споделуваат, коментираат без воопшто да прочитаат. Така да не се работи дали за сатира или за сатирата, мислам, нема врска со тоа, него уопште луѓето едноставно треба да се работи многу, да се едуцираат и да ги проверуваат изворите на информации од кај доаѓаат.
Со оглед на тоа дека знаеме дека хуморот и сатирата обстојувале со години низ времето, во последниот период забележуваме и многу комичари во улога на позиција на политичари. Дали можеме да забележиме во Македонија, дали е некогаш кај тебе се роди некаква желба еве да се занимаваш со политика? Види, таму е поголема конкуренцијата. Они прават поголеми глупости не сакајки. Може не се свесни, не. Не знам дали сум размислал, ако мене ме прашуваш дали сум размислал да се бавам со политика. Има многу луѓе што не поттикнувале да зашто не направите ова, фатете, некои фалат луѓе паметни, као фала што не сметаат за паметни. Меѓутоа мислам дека не сум јас за таа работа. Сигурно? Па да. Сатиричните вести, за жал, често пати во јавноста се препознаваат како вистински вести и на тој начин создаваат забуна кај јавноста и погрешна перцепција. Токму затоа денес ги третираме во ова издание на медиумската писменост. Сатиричните вести спакувани како медиумски продукт, често јавноста ги перципира како вистински. Тие се одлично подготвени, па дури иако се ирационални, многуми наверуваат дека се вистинити. Прифаќањето на сатиричните вести како реални предизвикува конфузија, понекогаш дури и лути реакции кај дел од јавноста. Сатиричните вести немаат намера да предизвикаат штета, но имаат потенцијал да измамат. За жал, често се случува дури и професионалните медиуми да не ја препознаат сатиричната вест и да ја пренесат во јавноста како вистинска. Во 2012 година, еден кинески вестник јавно бил исмеан поради пренесената сатирична вест во која севернокорејскиот лидер Ким Јонг-ун беше представен како најсексипилниот човек во живо. Во насока на правилно информирање на јавноста, сатиричните вести мора да бидат прецизно означени. Праксата покажува дека означувањето на сатиричните вести, особено кај одредени медиуми, често е недоволно прецизно означено, токму во функција на креирање на дезинформативен наратив, со што јавноста се доведува во заблуда. Препораки за вас. Сатиричните вести прифатете ги како хумор, неопходен за корекција на политичките и општествените процеси. Кога споделувате ваков тип на вести, бидете креативни во обидот да појасните дека станува збор за сатира. Не споделувајте измислени вести кај кои не е јасно означено дека се сатира. Голем поздрав до сите. Викаат смењето го продолжува животот, па сите оние луѓе кои се смеат повеќе пати во денот може да кажат дека се и срекни. За жал, многу дојдоа и такви времења кога многу луѓе во нашава држава не можат така лесно од срце да се насмеат и да се израдуваат. Мислам дека во медиумите е превише присутна една тотална политичка некултура, една комплетна радиација врз чувствата на нормалниот човек. За жал, многу оние прави музички емисии, културни, забавни емисии, кај што може на културен начин да се разговара со збори се тргнати и тоа на некој начин и смета и на хуморот, и на сатирата, и на целото живење во нашава држава. Мислам дека она што го живеевме пред 20-30 години и зборам и на медиумската сцена, и во политичката, и вака, и во театарот, и во филмот, мислам дека тоа веќе тој живот ќе ни изгледа само како еден голем сон, еден убав сон. Затоа мислам дека луѓето ја почитуваат и златна бубамара на популарноста, бидејќи на искрен начин, на многу честен начин, ја представуваат еден дел од живењето, на сатиричен начин се разбира, кој на многумина од граѓаните им се допаѓа, на тоа се смеат, а во исто време им олеснува, бидејќи на некој начин сме и филтер за прочистување на душата од тоа што го создаваат политичарите и целото општество, она неправедно општество што се представува, ние на некој надреален сатиричен начин тоа го представуваме, па да олесни, па така да и едниве да испаднат симпатични, а ние да мислиме дека сме духовите, но во исто време луѓето кои ќе застанат пред телевизор барем знаеме дека сме направиле некоја честна убава работа, да се насмеат и да се развеселат. Не сме ги лажеле како што некои други тоа го прават, ние сме ги лажеле на уметнички начин.
Изразот хумор потекнува од Стара Грција, кога овој израз се користел со цел да ја означи рамнотежата на течностите во организмот кои што предизвикуваат благосостојба или рамнотежа на духот. Останете со нас да видите што ви подготвивме во ова издание на Артикулација. Чарли Чаплин има направено 150 сјајни драмски пиеси без употреба на зборови. Кој е нивниот материјал? Тој употребува драмски агли, пресврти, кривини. Тоа се основните единици на драмското структурирање. Комедијата е вториот драмски вид што хронолошки се појавува во античката книжевност. Првите значајни автори на комедии се Аристофан и Плаут. Во комедијата на книжевно-уметнички начин се обработува смешната страна на животот. Во неа доминираат ликови и настани од секојдневниот живот. Комичниот ефект се постигнува со потенцирање на неусогласеноста меѓу способностите и можностите на ликовите од една страна и нивните желби, копнежи и стремежи од друга страна. Тоа значи дека комичните јунаци најчесто се вообразени, скржавци, страшливци, ограничени кариеристи и слично. Светска слава стекнале комедиите на Шекспир, Молиер, Гоголь. Сатирата е книжевна форма во која се критикува или исмејува личност, група, држава или власт. Често се користи како средство во политичките борби. Сатирата ги разобличува општествените недостатоци, политичките страсти, човековите себичности, непромислености, мани и глупости, а со подсмев на духовит начин се критикува, опоменува и казнува. Додека хуморот забавува, ослободува и растеретува, сатирата со својата горчина придвижува и обврзува. Техниката на комичното преувеличување и употребата на карикатура и хипербола е најмоќното уметничко средство на сатиричарот. Карикатурата е најстарата уметност. Во првите обиди да изрази нешто со зборови, човекот се уште не можел да говори и притоа соговорникот му подавал јаглено догнот во пештерата, за да ја нацрта по раката над зидот, за воедно да ја разбере истата. Така се поставени темелите на карикатурата. Денес сите карикатури ги гледаме како цртеж, во кој свесно се истакнати, зголемени и изобличени карактеристичните црти на некоја личност, предмет, настан или појава, за да се постигне комичен или сатиричен ефект. Хуморот на сите ни е потребен, особено сега. Не само за да ја надминеме ситуацијата пред која што сме исправени, туку да го предизвикаме задоволството и опуштеноста која на сите нам ни треба. До гледање до следната приказна.